Доналд Трамп, председателот на САД, кој со месеци отворено ја критикува Тейлор Свифт на социјалните мрежи, сега изненади со промена на својата приказна. Само неколку часа откако Тейлор Свифт и звездата на НФЛ Тревис Келси ја објавија својата свршувачка, од Трамп беше побаран коментар на состанокот на кабинетот. Им посакувам многу среќа. Тој е одличен играч и мислам дека е одличен човек, а таа е одлична личност. Им посакувам се најдобро, рече Трамп. Изјавата беше изненадување за многумина со оглед на тоа што во текот на летото тој напиша на својата платформа Truth Social дали некој забележа дека откако реков ја мразам Тейлор Свифт, таа повеќе не е жешка. Свифт и Келси ја објавија својата свршувачка во заедничка објава на Инстаграм. Тие споделија романтични фотографии со надпис "Твојата професорка по англиски јазик и твојот професор по физичко се венчаваат". Тие брзо предизвика реакција од обожавателите ширум светот, особено откако двојката за прв пат се појави заедно во јавност во октомври 2023 година. Трамп често беше во конфликт со Свифт, особено откако таа јавно ја поддржа Камала Харис за председател во септември 2024 година. Свифт во тоа време рече: "Верувам дека ни треба лидер кој ќе донесе мир, а не хаос. Камала Харис е борец за правата и вредностите во кои верувам и затоа мојот глас ќе биде за неа и Тим Волц." Двојката беше фотографирана на романтична прошетка во Италија во неделата, одејќи прегрнати и разговарајќи, што веднаш предизвика низа шпекулации за нивната врска. Според Сан, Хари и Зои имале интимен состанок во Ритас Бистро во Сохо минатата недела по премиерата на нејзиниот нов филм Caught Stealing на Лестер Сквер. Седеа во еден агол, бакнувајќи се како тинејџери и не им беше гајле дали некој ги гледа. Изгледаа како двојка, рече извор. Во видео кое се појави на социјалните мрежи, актерката и пејачот можеа да се видат како шетаат по улиците на Рим. Зои, керка на Лиза Бонет и Лени Кравец, носеше бел мини фустан и црна капа, додека Хари беше во Тексас јакна и фармерки. Обожавателките беа запрепастени од можната романса. Хари и Зои не беа на моето бинго за 2025 година. Прво во Париз со Остин Батлер, потоа во Рим со Хари. Зои, дај ми го рецептот. Беа само дел од коментарите. Безкомпромисната Тамара Котевска повторно ексклузивно се појави на Variety годинава. Нејзиниот четврти долгометражен документарен филм кој се снима во Сибир е селектиран на престижниот копродукцијски маркет на Венеција и оваа година авторката ќе се представи со 2 документарни филмови на фестивалот. Нема многу режисери во светот кои се впуштат во толку ризични и храбри подвизи како нашата Тамара Котевска. На Сибир, ретко кој на планетава може да се пофали дека бил, а уште помалку дека снимал авторски филм. Котевска е редок пример на жена борец родена на македонско тло. После 4 години поминати снимајќи ја Медена земја, 3 награди на Санденс и 2 номинации за Оскар и долго патешествие со The Walk со сириските бегалци низ Европа, филм чија премиера ја доживеа на престижниот фестивал за документарни филмови во Њујорк, а потоа помина уште подолг пат околу светот на околу 15 на фестивали за документарен филм: Токио, Лос Анџелес, Англија, Франција, Јапонија, Јужна Африка, Швајцарија, Грција и други, и доби 2 Гран При награди за најдобар документарен филм во Атина и во Лос Анџелес, како и награда за еден од најплодните автори во документаристиката доделена од TRT во Истанбул. Во Битола вечер ќе биде промовирана монографија посветена на македонскиот композитор Кире Костов, која авторите Марко Коловски и Снежана Чадиковска-Атанасова ја насловија според една од многуте хит песни "Летај низ солзи мој, галебе мој тажен".
Маестро Кире Костов, автор на над 700 песни, првите чекори во музиката ги направи во родниот град Битола и се дел од колективното паметење на Македонија, најавија организаторите на промотивниот настан што ќе се одржи во Битолскиот офицерски дом. Монографијата представува сведоштво за неговиот творечки опус, почнувајќи од првите композиции, преку долгогодишната работа во танцовиот оркестар на МРТ до неговите најпознати македонски песни.